Се плашите ли од загадување на подземните води? Како не, како не. Ма това ти е гаранција, чисто лаички. Таа разлика, разбираш. Оти водата она не стоа, не мирова, она ќе најде, а па тај терен е тука. Значи, това најмногу нас не плаши. И јас имам на таа емисијата со Тони шо беше, јас там имам кажано, нели? Тие стенограми остануваат. Ако таа брана, нели, ќе оде, ќе расте, колку години ќе работат, и ќе биде напълната отровни води. 286 метра висока брана. И дали общо размислят, аз не знам сега какви са тие инженери. Абе не е само, они сајати мене, некој ка ме слуша и рече, ша разбират, он не гледа економската такво. Јас знам, от тај рудник има и добро. Не кажувам јас, нема ништо се е црно. Ке биде добро, ама да не би бил тука. Да не би бил тука рудник. Да е негде, у Калифорнија, да е негде на некој по-голем простор, да има баре 500 км далечина. Не може това така. Е сега, таа брана. Значи, после одредени години, аз говорам веќе при крајот, да речеме 10 години ако работа, ќе собера она веќе одредени води. А терено шо е около браната, јас не знам дали това го гледат они, тај широк терен тука од шумливите Чукаре до Зоја, Барбаровската планина шо е Чукаро, и Црвено поле. Това сливно подраче, всичкото тука гледа. Всичкото тука гледа. Јас истото го имам кажем. Ако се случи, например, браната е половина пана отровна вода и фатате ни такви дождови, дека ќе оде таа вода? Принудно во таа брана. Как се напълне таа вода тука, отровната вода, принудно ќе излезе од браната. Така ли? Не мора да се скапе браната. Ќе биде изфрната. Дека ќе оде таа вода, дека ќе мине, по кој пат ќе помине? Најнапред преко Штука, Секирник, према Ново село, бугарска граница, на Куолта, там Грција, тај дел, Македонија, и во Егејското море. Сето това ќе биде затровено. Јас не знам какви са тия тука, ако веќе тука това, като да се реше, некој да рече, нека биде од економска гледна, и ни вработат, и ни дадат пари. Јас знам, но последиците дали ги гледат. Значи, може да направи смртоносни последици, неизлечиви. И да не дојде сузе до таа катастрофа. Да не дојде. Помаленка може ќе дојде. Това сакам да го кажам на Струмичка околија, на сите жители. Тај рудник ако се отворе, тврдам, гарантирам, нека ми ги помнат зборовите. Сега ние сме околија таква шо горе-доле може 90% селата. Сите в дворо зима 5 метра цева од Струмица, в дворо дека сака ќе ја забие и утре помпа чиста струмичка вода пие. Това ќе го нема рудник ако се отвори. Много лесно може не само Штука и Иловица, луѓе, да замислят дека е рудников. Сите струмички села ќе ги загаде. И може много лесно, а после веќе това не се лечи, ако това се осисо у земја. Струмичане, сите села да бидеме зависници со цистерни вода за пиење да ни носат.